Концептот на техничка влада беше замислен како идеја за спроведување на изборите. Колку овој концепт придонесува за демократизација на општеството? Видите, секој концепт, секоја шанса да се сработи нешто заедно кој што ќе биде во интерес на државата и на граѓаните е вредна и таа треба да се почитува. Иако околностите во кои што се формира и оваа техничка влада, визави претходната техничка влада, воопшто не се исти. Пред се, техничката влада во 2016 година, односно формирана 2015, па се до одржувањето на изборите 2016 година, беше пред се да обезбеди фери демократски избори, да ја подослободи, би рекол, атмосферата во државата, се со цел граѓаните да можат да донесат слободно и одлука, заради тоа што вистинска одлука, одлука која што ќе значи влог во иднината на државата е таа која ќе ја донесат граѓаните слободно и без никакви притисоци. Ние имавме во тој момент еден режим кој што обстојуваше 11 години во државата и на основа на тоа мораше да се формира техничката влада. Меѓутоа, како демократизација на општеството, како создавање на Република Северна Македонија, слободна држава, демократска држава со слободни демократски институции, ние сметаме дека и формирањето на оваа техничка влада во овој момент е навистина вредна како концепт и сите заедно треба да допринесеме во два правци. Прво, да продолжат сите стратешки приоритети на државата, да се обезбеди непречено нашето членство во НАТО алијансата, да направиме се за да ги започнеме преговорите со Европската унија, да имаме функционални институции, да можат граѓаните да ги добиваат сите своји услуги навремено, да продолжат сите проекти кои што беа започнати и да имаме фери демократски избори. Тоа се приоритети кои што мора да бидат врвен приоритет на оваа влада. Во јавноста сепак преовладува впечатокот дека не функционира таа соработка меѓу власта и опозицијата, туку техничката влада прерасна во еден инструмент на меѓусобни препукувања, па дури предизборна кампања, дури форма на паралелизам. Дали вашиот апел од пресконференцијата во вторникот беше всушност во контекст на намалување на стравувањата на граѓаните од овие појави? Нормално. Не, тоа што сакав да го соопштам пред граѓаните дека навистина оваа влада функционира нормално, дека сите институции функционираат нормално, меѓутоа и да упатам порака до политичките субјекти. Едно е вие да имате состојба во која што сакате да добивате политички поени, меѓутоа тоа да не го правите на сметка и на грбот на државата, на интересите на граѓаните, на остварувањето на нашите национални интереси. Туку едноставно политиката нека биде борба помеѓу концепти кои што ќе ги понудат политичките партии. Оваа влада не е формирана за да некој има повеќе или помалку политички кредибилитет или би рекол легитимитет во овој период. Туку едноставно сите заедно да се вградиме во институциите и да на крајот гарантираме дека ни се една фер демократска атмосфера, граѓаните ќе им дадеме можност слободно да одлучуваат за тоа по кој пат ќе се движи државата во следниот период. И тоа е основна обврска, меѓутоа и одговорност на сите нас. Затоа апелирав дека диалогот како највисока демократска вредност мора да обстои во периодот, каде таа ќе се покаже најмногу, ако не таму каде што треба да се покаже, во институциите на системот. И затоа реков дека и во сите министерства диалогот мора да биде на едно ниво. Знаете, ние сега разговараме во услови кога се формираше ваква преодна влада до одржувањето на изборите. Меѓутоа, диалогот како демократска вредност мора да функционира без разлика дали е таа легитимна политичка влада, заради тоа што сепак е составена од представници на повеќе политички субјекти. Сакам да истакнам дека македонското општество не смее да се враќа и да ги губи демократските вредности кои што беа изгубени до 2017 година. Сите заедно треба да се трудиме да продолжиме понатаму, да направиме чекор напред кон јакнењето на институциите, чекор напред кон перцепцијата што имаат граѓаните кон институциите. Исто така тоа е многу важно и затоа сметам дека компарацијата на таа влада
која што беше формирана за спроведување на изборите во 2016 година и сегашна просто е невозможно. Затоа што имаме состојби две различни на државата. Еден момент до 2016 година одржувањето на избори, еден хибриден режим, заробена држава, држава во која што не функционира институциите и ова не се констатации мои. Ова се констатации на Европската комисија, констатацијата на сите кои што во тој момент не набљудуваа и денеска имате држава која што е на прагот да стане членка на НАТО алијансата, држава која што ќе ги отвори преговорите со Европската унија, држава која што е слободна, држава која што има транспарентни институции, која што има одговорни политичари, држава во која што се спроведуваат реформи, владее правото и така натаму, и ние мораме сега како генерација или како членови на оваа влада да бидеме свесни за тежината и за одговорноста која што носиме пред нас. А тоа е сите овие придобивки кои што се во овие 2,5 години да продолжат и понатаму. Вашиот наследник во ресорот за внатрешни работи, господин Чулев, обвини дека за време на вашиот мандат криминогени структури се инволвирале во министерството. Па, како го коментирате тоа и во каква состојба вие му го препуштивте ресорот, во однос на тоа како го затекнавте? Па видете, јас сум зборувал многу за тоа во каква состојба беше Министерството за внатрешни работи, во каква состојба е сега. И тоа не треба да кажувам, ја само доволно е да потсетам на проектот Вистината за Македонија во која што беа објавени прислушуваните разговори, во кој што самиот министер за внатрешни работи рече дека МВР е МВР, асоцирајќи дека таму се наоѓаат штабовите на ВМРО, злоупотребата на институциите, злоупотребата на избирачите. И ние во претходниот период на техничката влада информиравме јавноста за тоа што се случувало таму. Дури сликовито покажавме каде бил штабот на ВМРО, како и на кој начин функционирале во тој момент властите, како се злоупотребувало избирачкото право преку издавање на фалсификувани лични карти, на документи и така натаму. Меѓутоа, сето тоа е минато. Ние треба да сме насочени кон иднината. Ние имаме денеска Министерство за внатрешни работи кое што започна дел од процесите успешно ги заврши, и тоа клучни реформи, суштински реформи. Ќе споменам само системот на следење на комуникации, кој што е целосно завршен со формирањето на оперативно-техничката агенција. И на тој начин елиминиравме до најмала можна мера злоупотреба на човековите права преку системот на следење на комуникација, односно прислушувањето. Ако претходно имавме политичка криза која што се базираше на прислушување и рушење на човековите права, денеска е елиминиран целосниот тој модел. Ја реформиравме управата за безбедност и контраразузнавање, се формираше новата агенција за национална безбедност. Финансиски го стабилизиравме Министерство за внатрешни работи. 2019 година е година која што прв пат не пренесува долгови во 2020 година. За прв пат сега ќе се исплатат бонус плати на полициски службеници кои што работеле повеќе од 150 часа прекувремено во текот на годината. Имавме неколкократно зголемување на платите на вработените, јакнењето на системот на професионализација и така натаму. Инаку, кога станува збор за криминогени структури, да, и јас сум говорил, јас сум влечел конкретни потези во однос на ослободувањето на институциите од тие криминогени структури, и на крајот од криштата јас сум тој што прв започна да говори дека мора да имаме ветинг во институциите и направи конкретен чекор со започнување на постапката за ветинг. Така да не сакам да се занимаваме ние како сериозни политичари, барем тие кои што се сметаат за тоа, со муабети, со констатации кои што можеби ќе допринесуваат за политички поени во еден момент, за не знам, фасцинирање на јавност од тоа што ни се случува. Туку едноставно треба да се зафатиме со работа. Има институции кои што функционираат, низ процес на тие институции, низ водење на одредени постапки, сето тоа треба да се докаже, да се утврди, на основа на тоа да се влечат и конкретни потези кои што ќе значат ослободувањето на криминогените структури, односно на институциите од криминогени структури. Распишувањето на предвремените избори следуваше по недобивањето на датум за преговори со ЕУ. Дали сметате дека одлуката за предвремени избори беше избрзана, имајќи предвид дека предизборната кампања се поклопува со завршувањето на процесот на ратификација на протоколот за членство во НАТО,
одржувањето на Мартовскиот Европски совет, па и подготовките за самитот ЕУ Западен Балкан? Па видите, воопшто јас не сметам дека сме донеле избрзана одлука. Зошто? Заради тоа што во Република Северна Македонија за овие 2,5 години се решија најважните и најтешките прашања. Зборувам стратешки прашања кои што ги отворија перспективите на оваа држава и на генерациите за воидни. И на основа на тоа ние направивме сет на реформски приоритети кои што ги реализиравме се со цел да ја постигнеме целта која што е стратешки приоритет, а тоа е и членството во НАТО и во Европската унија. И тоа ни го признава генерално и Европа и светот. Ние нема една држава во Европската унија во која што не се констатира напредокот на Република Северна Македонија во овој период. Дури има констатација дека Република Северна Македонија има направена неверојатен скок за тоа што била како држава во 2016 година од квалификација на заробена држава, ние денес имаме држава која што е на прагот на Европската унија. И ние како политичка структура, како влада, секогаш сме се воделе од гласот на граѓаните. Тоа што го посакуваат граѓаните, тоа што сметаат дека е нивен приоритет, тоа да го реализираме, тоа што сметаат дека е лошо, да го поправиме, тоа што сметаат дека треба да се доработи, исто така макотрпно да работиме, и затоа сметавме дека после ваквата одлука, која што дури самата Европска унија констатираше дека е стратешка грешка, сметавме дека треба да го вратиме мандатот кај граѓаните. И од граѓаните да побараме да ја донесат одлуката која што е само во нивни раце, а тоа е како ја гледаат Република Северна Македонија во наредниот период. Кој е патот по кој што треба да се движи Република Северна Македонија и што е тоа што треба да направиме се со цел да ги оствариме сите наши стратешки интереси. Јас во тој дел сметам дека го направивме вистинскиот потек, а сум длабоко убеден дека граѓаните на Северна Македонија ќе го направат вистинскиот потек со носење на една вистинска одлука на изборите. Пред 2 дена во посета на земјава беше новиот еврокомесар за проширување, господинот Вархеј, кој напомена дека е можно донесување на одлука за почеток на преговорите пред самитот во Загреб. Дали е можно да очекуваме таква одлука пред изборите? Видите, ние разговаравме многу отворено со господинот еврокомесар, кој што прв пат е во официјална посета на нашата држава. Прв пат во посета на некоја држава? Да, разговаравме многу отворено за перспективите на целиот наш регион. Јас навистина сум благодарен и на еврокомесарот и на претседателката на Европската комисија, кои што како приоритет го ставија започнувањето на преговорите со Северна Македонија и со Албанија и поддршката која што ја даваат со конкретните чекори кои што тие ги превземат од една страна. Второ, јас знам дека оваа влада, политичките структури во државата исто така се насочени кон продолжување на реформските процеси и приоритети, кон јакнење на политичкиот диалог во државата, кон градењето, односно надградувањето на меѓуетничките односи внатре во државата, кон економскиот раст и така натаму, и кон одржување на состојбата на Македонија како столб на стабилност во целиот овој регион. Зошто? Заради тоа што ние успеавме да ги затвориме сите отворени прашања со нашите соседи. И навистина сме единствена држава која што денеска гради добри пријателски и партнерски односи со државите од соседството. Сето тоа се добри предуслови и аргументации Европскиот совет да ја исправи својата неправедна, би рекол, одлука спрема Република Северна Македонија во однос на отпочнувањето на датумот на преговори. Ние и понатаму ќе продолжиме да им даваме многу позитивни аргументи дека ние цврсто стоиме на патот по кој што се определивме и дека нашиот стратешки интерес за членство во Европската унија нема никаква алтернатива. И јас очекувам само дека сите овие аргументации ќе ги земат во предвид при носењето на одлуката. Час поскоро носење на одлука за отпочнување на преговори за Република Северна Македонија е јасна порака, огромна поддршка за граѓаните, меѓутоа и јасна порака за целиот регион.
Председателот на Собранието Џафери вчера апелираше до политичките партии да ги намалат разликите околу законот за јавно обвинителство. Добивме и од господинот Вархеј, имаше порака дека би било добро да се донесе тој закон, и од други меѓународни представници. Дали евентуалното недонесување на законот од овој актуелен парламентарен состав би можело да има некакво влијание на повторно одлагање на одлуката за старт на преговорите? Значи, кога говорев за демократските капацитети на институциите, а тука вклучува и демократските капацитети на политичките субјекти, пред се сметам на политичкиот диалог кој што треба да се одвива во државата, во институциите, парламентот е една од тие институции, владата исто така. И ние ќе продолжиме да бараме одговор на сите овие прашања кои што се важни за напредокот на државата, меѓу нив и законот за јавното обвинителство. Точно е дека ние разговаравме со еврокомесарот во однос на носењето на ова законско решение и тој истакна дека тоа не е услов за да Република Северна Македонија добие датум за преговори. Меѓутоа би била многу добра препорака пред Европскиот совет дека навистина имаме сериозен напредок. И од тој аспект одговорноста на политичките субјекти е на едно повисоко ниво во однос на изменувањето на законското на решенија кои што би го задоволиле концептот на тоа законско решение. Јас сметам дека ниту еден во државата не сме да ги стави своите лични или политички интереси над интересите на државата и на граѓаните. И сметам дека не постои одлука која што треба да се донесе на политичко ниво, а да не може да биде донесена заради тоа што можеби ќе ги наруши некакви лични или политички очекувања на поединци, на одредени групи. И затоа сметам дека имаме шанса за диалог, имаме шанса да успееме да направиме сериозен напредок во носење на законските решенија. Тоа е едно од законските решенија, иако постојат и други законски решенија во собранието за кои што ќе треба да се дебатира и да бидат донесени се со цел да покажеме дека ние сме сериозно подготвени и со минимум национален консензус дека Република Северна Македонија треба да ги оствари националните интереси. Како законот за собранието кој што беше донесен вчера? Видете, тоа што вчера беше направено, а носењето на законот за собранието е една многу значајна, би рекол, историска одлука, на која што не треба така лесно да поминуваме сите ние, туку треба да ја укажеме важноста на овој закон пред граѓаните на Република Северна Македонија. Имавме претходно исто така едно законско решение или одлука која што значеше финансиска независност на собранието. И тоа беше промовирана како една од силните демократски вредности на државата. Ние денеска имаме состојба во која што носиме закон за собрание кој што ја јакне независноста, кредибилитетот на оваа институција. И тоа е многу повеќе во смисла на демократска придобивка за сите нас и за граѓаните и сметам дека тоа е една од вистинските одлуки која што има своја вредност. Во понеделникот бевте на средба со Вселенскиот патриарх Вартоломеј, средба која предизвика многу шпекулации како кај нас, така и во соседството, пред се во Србија. Дури опозицијата во обвини дека ја користите црквата и за предизборен политички маркетинг. Што конкретно стана збор на таа средба и дали се точни информациите дека патриархот се понудил да посредува меѓу МПЦ и СПЦ? Видите, јас сум задоволен заради тоа што средбата предизвика реакции. Затоа што средби кои што не предизвикуваат реакции, може да констатира дека биле безцелни. Кој да и не биле. Самиот факт дека оваа делегација беше на повик на Вселенскиот патриарх, неговата сесветост Вартоломеј, доволно говори дека навистина е една значајна средба и ние веднаш после средбата
Јас ја информирав јавноста дека имавме многу пријатен, позитивен и долг разговор во однос на прашањата, дека го поддржавме патријархот да продолжи понатаму со, би рекол, за него својствено потикнување на диалог, разрешување на прашањата помеѓу православните цркви и верниците, дека тој диалог е потребен се со цел да се затворат и прашањата кои што значат несогласувања на црквите и во нашиот регион. Секако дека за нас е многу значајно да се изнедри решение за Македонската православна црква. Тоа не се одлуки кои што ги носи владата или државата. Ние само кажавме дека имаме силна поддршка на Македонската православна црква, дека постои едно силно единство за да се изнеде тоа решение. Ние таа работа ќе оставиме на црквата да ја решава како прашање. Меѓутоа посакуваме да се најде навистина решение. И овде, кога станува збор за врвни национални приоритети, не сме да станува збор за политика. Јас не можам да ги разберам поедини политички субјекти, кои што не од сега, ако сакате и во поновата историја на Македонија, или пак историски погледнато, дека многу пати за стратешки национални приоритети не дале своја поддршка. И најмалку што може е да не се одмага во процесот, туку да дозволиме слободно, врз основа на разговорите кои што ќе се водат помеѓу црквите, да дојдеме и до решение на нова прашање. И утре реков, тоа ќе е работа на Македонската православна црква заедно со Вселенската патријаршија, да преку разговор дојде до решение. Наше е само да дадеме поддршка на целиот тој процес и да бидеме благодарни ако час поскоро дојдеме до решение. Последниве недели бевме сведоци на, да кажем, обструкции од страна на ДУИ, како кон носењето на измените на изборниот законник, па сега видовме и за законот за поништување на лустрацијата. Како функционира коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ? Видете, коалицијата помеѓу партнерите во владата функционира нормално во спроведувањето на владините програми, во спроведувањето на нашите приоритети. Ова што можеме да го констатираме дека постојат одредени несогласувања по прашањата се должи исклучиво на силниот демократски капацитет што има ова и претходната влада. И ние сакаме да разговараме отворено за прашањата. Нормално е помеѓу политичките субјекти, помеѓу политичките партнери да нема сосема единствен став по однос на одредено прашање. И дека за тоа треба да разговараме и да изнаоѓаме решение. Меѓутоа не е нешто што ја загрозува коалицијата или ја загрозува соработката. Туку напротив сметам дека со тоа имаме една додадена вредност да повторно ги анализираме состојбите и врз основа на сите тие забелешки ние да дојдеме до навистина добри решенија кои што би биле во интерес на сите наши граѓани. Какви се вашите очекувања од предстојните избори, како во делот на самата организација и спроведувањето, така и на самите изборни резултати? Па јас сметам дека ние како држава треба да направиме се да имаме фер, демократски и слободни избори. Дека треба да направиме се за да го одржиме нивото на тој демократски капацитет што ги имавме на изборите 2017, 2018, 2019 година, кога навистина покажавме дека Република Северна Македонија има сериозен демократски капацитет во институциите за да овозможи во мирна, демократска и фер атмосфера граѓаните ги донесат одлуките. Јас очекувам дека тоа ќе биде случај и со овие предвидени парламентарни избори и дека граѓаните навистина ќе донесат вистинска, правилна одлука и дека Република Северна Македонија ќе остане на правиот пат. И за крај, предпоставам уверени сте во победата на коалицијата на СДСМ на изборите. Па, какви се вашите амбиции за после таа очекувана ваша победа?
Видите, јас сум уверен на победа на концептот кој што значи напредок на државата. Продолжување на сите овие процеси. Интеграција на државата во Европската Унија. Продолжување на сите проекти кои што се започнати во овој период, силниот економски раст, градбата на државата. Тоа се аргументи кои што мене ми влеваат доверба и сигурност во вистинска одлука на граѓаните. Инаку, кога станува збор за моите лични очекувања, јас апсолутно никогаш, па ни сега нема да ставам мојот личен интерес или очекување пред интересот на граѓаните. За мене е најважно да победат граѓаните со една вистинска одлука и Република Северна Македонија да ја гледам како напредува. Господин премиер, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас.